ВМРО ДПМН се доекипира за да ја донесе обновата која е неопходна на Македонија. Гордана Силјановска-Давкова, Сашко Кедев, Игор Дурловски, Александар Климовски се дел од новиот тим на стратешки соработници на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Представувајќи го тимот, Мицкоски посочи дека Македонија под власта на СДСМ 3 години живее кошмар кој преминува во пекол. Наспроти нереалната розева слика на владата дека блескаме, Мицкоски смета дека реалноста е сурова. Младите секојдневно си одат, а македонските градови и села го доживуваат современиот екзодус, кој не е само закана за опстојување на градовите, за националната економија, но пред се за иднината за секој еден човек во нашата земја. Лидерот на ВМРО ДПМН посочи дека преку средбите со граѓаните во рамки на партиската акција разговори за обнова на Македонија, јасно ги детектирале проблемите што го тиштат народот, го прават незадоволен и се помалку трпелив. Нема уште години од животот во кој ќе чекаме животот да стане подобар и некакво очекување дека работите ќе се сменат. Тоа со ова окто под влада нема да го видиме. Нивната цел е како да украдат денар повеќе, како да се збогатат на грбот на народот и неплатениот труд на работникот. Македонија не само што ги губи годините во чекање, туку ја губи и днината. Од тука и идејата, како што рече Мицкоски, да се прошири тимот со луѓе кои ќе понудат одржливи и визионерски решенија за проблемите на граѓаните и ќе донесат обновата што и е неопходна на Македонија. Како што рече лидерот на ВМРО ДПМН, новите стратешки соработници се надпартиски личности, а врската меѓу нив и партијата се родолюбието, патриотизмот и желбата да се помогне во обновата на Македонија. Листата на стратешки советници на председателот на ВМРО ДПМН брои 18 луѓе кои го покриваат секој сегмент од општественото живење. На неа доминираат професори, доктори на наука, успешни менаџери, експерти, аналитичари, образувани на престижни меѓународни универзитети и со резултати зад себе. Во тимот кој ќе го советува Мицковски има и странци кои своето искуство и знаење го ставаат на располагање за обновата на Македонија.